11 ден во Стајковци, вака започнува секое утро во ова село. Механизацијата со полна парија, граѓаните, волонтерите и оние медицински лица кои што доаѓаат секој ден овде на терен да им помагат намештаните, веќе се распоредуваат која задача ќе има за денеска и на што ќе се обрне внимание и на што ќе се помага. Ова е една од улиците која што беше и најпогодена во Стајковци, бидејќи се наоѓа во близина на автопатот каде што надојде бурата, надојде таа вода од село Црешево. Како што кажав, улиците се скоро расчистени, не може да се забележи оној мебел кој што се наоѓаше токму на ова улици, кој што беше доста забележив. Можам да кажам дека мебелот е скоро исчистен, улицата е потполно празна, но сепак се уште се продолжува да се работи на санација на оние мали бари, она кал која што се уште ја има на улиците. Според досегашните информации со кои што располагам, 848 домови се дезинфицирани од вкупно 1050 домови колку што има во село Стајковци. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов изјави дека се уште е истата механизација на терен како од почетокот на поплавата, што значи дека според нивни видувања во најскоро време треба да бидат исчистени и останатите домови и да се дезинфицира 100% од селото. Да дополнам дека на терен работи армијата, на терен се полицајците, Црвен крст. Министерот за здравство Никола Тодоров во текот на вчерашниот ден изјави дека засега се само тројца пациенти изгрижени неинфективно, а останатите мештани на Стајковци кои што за жал се инфицирале од некој вирус кој што се шири овде во Стајковци, најмногу се жалат од цревни заболувања. Но, како што велат од брзата помош, граѓаните не треба да паничат, треба да се консултираат најпрво со докторите и да ја примат терапијата која што тие ќе им ја препорачат. Тие исто така препорачуваат доколку пронајдат мртво животно во нивната градина, нива или пак на улица, да не го допираат со раце, бидејќи токму животните шират најмногу вируси. Како што кажав, ваква е сликата секое утро во Стајковци, 11 ден поред. Граѓаните, волонтерите кои што непрекинато помагаат намештаните на Стајковци, но да потенцирам, не само на Стајковци, туку и на Сингелик и на населба Економија во Ченто, која што исто така е доста погодена од поплавата која што го забати Скопје во саботата. И таму доста се работи на терен и како што велат надлежните, сето ова треба во најскоро време да се стави крај и селото да се врати во нормала.